Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, 25 декември 2024 година. Уште 6 дена ни остануваат до крајот на годинава. Денес е Грегоријански Божик на сите христијани кои го слават овој празник по Грегоријанскиот календар. Им го честитаме денешниот празник, им посакуваме убава празнична ден. Вчера беше Бадник, денес е Божик. Ние кои сме по јулијанскиот календар ке почекаме малце. Добро утро за мојот ководител ово утро, Сотир Костов. Добро утро, Златев. Добро утро за моите македонци, драги мили. А добро вечер за слушателите, а добро вечер за гледачите. Го имаме и први... Честитки и од мене. Која сме за ке Божик, празник. го имаме и првиот саркастичен коментар од нашите слушатели. Поздрав до ни, велат: Сотир се повеќе личи на Дедо Мраз. Па јас сум Дедо Мраз. Мене помалото внуче ми вика Белчо. Порано бев Старчо, а сега сум Белчо. Зошто? Личиш на Дедо Мраз. Па и не е лошо, дедовците даваат. Така да ја не се срамам. Ја најубавиот есеј Златев го имам напишено пред 12 години за Дедо Мраз. Најголем бренд во светот го направи. Ја имам пишуено за Дедо Мраз дека Дедо Мраз е поголем представник на ова западна јудео-христијанска цивилизација дури од Исус, затоа што па добро Дедо Мраз е во нашите и атеисти го почитуваат за разлика од Исус. Поздрави го тој наш слушател и заблагодари му се. За мене тој комплимент. Да го представиме нашиот гостин од ово утро. Добро утро за Максим Димитриевски. Завршува 2024 година. Максим Димитриевски е еден од победниците на 2024 година. Така го дефинираме. Излеговте со нова политичка партија, успеавте на првите избори да направите одличен резултат, успеавте да освоите завидно ниво на гласови како председателски кандидат и сега со вашата политичка партија де факто сте дел од власт. Благодарам, најпрвен добро утро до вас во студиото и поздрав до слушателите и вашите гледачи, поздрав до тимот на Радио Лидер и благодарност за поканата. Честитки од моје име до сите христијани кои што денеска го празнуваат Божич. Па импонираат овие сите комплименти, предпоставувам се должат на еден континуитет во работа, конзистентни ставови и не се ова комплименти, се факти се. Благодарам и јас ќе се обидам во следниот период заедно со мојот тим сето тоа да го надоградам, се во интерес да имаме стабилна држава која што ќе им понуди на граѓаните опција да живеат, работат, обстојуваат, функционираат овде во Македонија, а дополнително и да поработиме на нашето национално единство како народ и да обезбедиме сигурна држава која што ќе има стандарди и систем. Пред да преминеме на политичките прашања на национално ниво, едно локално прашање. До година не очекуваат локални избори. Вие сте во моментов градоначалник на Куманово, не одлучивте да го напуштите Куманово и да отидете во извршната власт, иако сте дел од владеачката коалиција. Дали Максим Димитриевски повторно ќе се кандидира за градоначалник на Куманово или можеби на наредните избори на некој друг ќе му го оставите градот, а вие ќе отидете на национално ниво? Видете, градот јас ниту го давам, ниту го земам, ниту го оставам, тоа го прават граѓаните и тие одлучуваат на кого ќе го остават градот или на кого ќе му дадат шанса да менаџира со Куманово, кој што е најголема општина во државата и Македонија во мало, сите етнички заедници плюс македонскиот народ различен по многу основи со местоположба геостратешки можеби и најдобро поставен во државата, град со големи перспективи, за жал град со една голема дупка во минатото на отсуство на инвестиции кои што се одразиле на самата инфраструктура, но активно работевме на тоа, ги подобруваме животните услови и верувам дека со добро менаџирање еден ден можеме да кажеме дека Куманово ќе биде навистина еден европски град како што Македонија заслужува да го има во тој дел на својата држава. Не сум пресекол, ниту пак имам донесена одлука дали на следните избори ќе бидам
кандидат за градоначалник, тоа е во втор план, а впрочем планирам да ги прашам граѓаните на Куманово и да видам како тие размислуваат и со порачани сондажи, анализи на јавното мислење, но и со едни непосредни анкети кои што ќе бидат направени директно од мене во непосредни средби со граѓаните, со местните заедници. Каде тоа ќе бидете во политиката и на која позиција, тоа е во втор план, бидејќи јас лично сметам според моето скромно искуство во политиката до сега, но не го велам тоа скромно во наводници, туку јас сум активен, да кажам, во централната политика некаде од крајот на 2016 година и тогаш почнав активно да ја следам политиката на национално ниво кога станав за прв пат пратеник. Претходно се занимавав со локални теми во градскиот совет како советник и председател на совет. Политиката, функцијата не го прави човекот, туку човекот ја прави функцијата. Многу ќе беше политички некоректно веднаш по изборниот процес јас како председател на една нова политичка партија да излезев и многу субјективно да кажев да, јас ќе бидам дел од централната власт и сето тоа ќе се срушеше како кула од карти. Едноставно сметам дека ќе ги разочарав граѓаните со тоа што со таквиот пристап би се покажало дека едноставно се брка позиција за само позиционирање, а не се брка концепт кој што сака да создаде еден нов политички субјект, здрав, стабилен политички субјект, кој што е неопходен на политичката сцена да застане некаде на средина. Така да личните амбиции се илеревантни во однос на големата цел и големата Како слика. градоначалник сте многу интересен феномен. Обично градоначалниците завршуваат во правни проблеми затоа што дозволуваат да се гради онаму каде што не треба да се гради. Кај вас обратно. Вас ве судат во овој момент затоа што не дозволувате да се гради таму каде што според вас не треба да се гради, имено по пријава поднесена од кумановски градежни фирми за случајот недобивање на дозволи за градење, ве судат. На судот има некакво обвинение против вас. Вчера сте имале рочиште. Зошто воопшто, нели, како може за ваква работа некој да го судат? Пак ќе кажам, за да ве судат, треба некој да добил материјална корист, да изградил како што изгради ево овде во аеродром за еден бивш градоначалник, тука што даваше дозволи за се и се, што имавме во центар неколку такви случаи, па и во Карпош, каде што буквално за парица градоначалниците урбанистички ги уништија општините. Вас ве тужа за тоа што не дозволувате да се уништат општините. Па очигледно дека ме следат некои феномени. Можеби ова е своевиден феномен. Не сум видел некој да заглавил нели на судење, па и во затвор за ваква работа. Феномен со обратна логика. Да. Видите, сите сме различни и мојот пристап уште првиот момент кога добив мандат да ја менаџирам ова општина, кој што многу ја сакам и луѓето ги сакам, особено поради темпераментот. Дури и кога ви се лути, не можете да им се лутите. Дури и кога ви критикуваат, не можете да им замерите, туку мора да ги разберете. Такви се кумановчани, но своји се. И тоа е нешто што ги прави различни можеби од останатите. Има уште неколку града во Македонија со таков темперамент, но веројатно средината во која што имаме растите, но па сме поразлични од останатите. Многу мешан град е на една раскрсница, но да се вратам на суштината за судењето. Јас уште во самиот старт реков дека тоа е еден феномен кој што ќе го испочитувам максимално до крај институциите на системот. Јас сум легалист, но крајот ќе покаже дека всушност тоа било една голема фарса, бидејќи кога станав градоначалник јас најавив борба против таа група на политичари, репрезенти од бизнисот, компании, најголем дел создадени преку ноќ, кои што се здружени помеѓу себе во одредени интересни групи и имаат за цел да трансформираат квадратен метар земјиште во квадратен метар градба, да држат монопол на сето тоа и тоа што граѓаните би требале да го плаќаат по 600 или 700 евра од метар квадратен,
да го плаќаат денеска по 1400 и 2000 евра од метар квадратен. Зошто? Куманово е град кај што има кеш флоу, бидејќи голем број на мои сограѓани отидува да работат во странство, се вратија, имаат финансиски приходи и едноставно сакаат да ги инвестираат средствата. Некаде се најдоа тие луѓе. Јас не го затворив градот за градба, отворивме нови зони, но се обидуваме централното градско подрачје да го заштитиме. Зошто? За да добиеме можност кога ќе се донесе генералниот урбанистички план да се инвестира во насока на создавање на еден сериозен модерен град со големи блокови. Денеска урбанистичките планови, како што е вцртано во Куманово, всушност не само во Куманово, најголем дел на државата во градовите даваат можност поединци да прават профит, од друга страна да создаваат урбан хаос. Тука имате куќа, па до неја имате зграда и во овој случај со издавање на оваа дозвола де факто имавме реакција од две јавни институции. Тоа беше здравствениот дом Куманово или детскиот диспанзер кај што одат децата од 1 до 8 и во средно училиште на редовна контрола, школска амбуланта ја нарекуваме, и од друга страна гимназијата Гоце Делчев, која што е најголемото средно училиште во градот, каде што им е загрозен јавниот интерес. Јас по закон бев задолжен да го заштитам јавниот интерес. Во управната постапка се појави претходно прашање, вие сте правник, знаете дека не можете. Не сте правник, да, пардон, бидејќи разговаравме претходно за право, не можете да го затворите. Не се меша во право. Се извинувам, господине. Лаички правник. Не си лаички. Извинувам. Ама не, правник. Значи мораше да се затвори претходното прашање и тука се создадоа некои нивни видувања, се најде погодно тло во обвинителство, обвинител кој што целиот град го знае како функционира и работи. Впрочем, истиот имаше пуштано кривични пријави и против членови на моје семејство, ги малтретираше, буквално сите тие предмети падна, побарави земање на обвинителот, обвинителството го изема обвинителот, но истиот во истиот ден кога беше поднесен но барањето за иземање, го искористи моментот, поднесе обвинителен предлог. И денеска се чудам зошто обвинителството се уште стои на тој обвинителен предлог, но сега во текот на постапката, кога почнаме да ги отвараме доказите, кога дојдоа независни и стручни лица да потврдат пред судот дека општината постапувала согласно закон, бидејќи јас кога потпишувам еден документ, само го потпишувам врз база на претходните потписи, таму има изготвил, контролирал, одобрил, и јас не ја издавам директно дозволата, таму има еден цел тим, но точно е феномене. Сите добиваат кривични пријави за учество во некои си комбинации, а јас добив кривична пријава за неучество и искам да ви кажам, горд сум на тоа и во сама кампања беше тоа поднесено и јасна ви е целта. Зошто? И многу пати реков, камо среќа да ме гонат за дела кои што сум ги направил за да го заштитам јавниот, а не личниот интерес. Државниот интерес. Да. Но ќе го чекаме епилогот и мислам дека на крајот и јавноста ќе слушне. Но добро е еден политичар да помине низ овој лавиринт за да свати како правосудниот систем кај нас функционира и како тоа се вмрежени сите овие работи во системот, бидејќи сум изненаден толку е моćна таа група на луѓе која што не познава само политика, туку првенствено познава интерес, да може да тропне на секоја врата и да изнуди правна разрешница во нивна корист во секоја институција, вклучувајќи го за жал и Уставниот суд, кој по истиот предмет во два случаи носи различна одлука. И затоа сметам дека сме дебело созреани за една сериозна реформа во независната власт, тоа е основна карактеристика на нашето судство. Сотир може нас некој ќе не тужи конечно за некажана клевета. Обично ги кажуваат за клевета, наш да не судат за ефтен промашај би било. За некажана колега Златев, тоа би било ефтен промашај. Може еве се чим има вакви примери, може и кај нас да ги надоврдат. Сотир да почнеме политичкиот дел, да почнеме на национална политика. Коментар да дам новата мола. Значи, добро утро, здраво живо и добро ни дојде, Максиме. Одамна се немаме видено, иако сме во контакти. Златев ми пее сега друга песна, ама во текот на емисијата ќе ја раскажеме приказката околу знам.
Вака да ви кажам, како искусен правник, јас овие нуспојави во нашето право, особено како поранешен кривичар, ги проучувам и случајот со Максим го имам проучено без да му го кажам тоа нему јас. А секој пат власта кога е во паѓање, кога некој ќе ја победи локално или на државно ниво, за да го скрене вниманието од својот пат, од своите криминални дејанија, измислува афери на луѓе кои се во подем и го прави тоа што го прави со Максим. Од поодамна, а да ве подсетам, Максим ги победи во Куманово, да не речам сите, ги победи сите, од тогаш што е опасен, под наводници, од тогаш му го прават, може би имало и пред тоа, ама од тогаш му е актуализиран нему прогонот, ама тоа се гледа дека е неуспешно. Нешто слично сега се случува и на другиот дел од коалицијата во Битола, на еден пратеник кој до година ќе го почна мојата емисија со него на ПЦ, му измислуваат некакви кривични дела за да од Васко кој е во бегство, за да другите од Рек Битола што правиле овие 7 години се тргни фокусот за големата плячка и да се покаже дека некој во Маровец бил нечесен или она во некое си предпријатие. А ги има, Максим знае дека во локалната самоуправа ги има едно 5-6 предпријатија локални. Така да во тој дел мене ми е јасно, советував ја некои новинари таму да не прават афери, не ме послушаа и ја лично мислам, како што предвидив сега тебе те закачам младо, мој пријателче, дека знам ќе биде еден од победниците, дека знам ќе биде изненадување. Не, ама и се кладевме и до сега не ти ја даде на тебе опладата за знам. Ама, ја што тогаш ти реков, постои еден Максим Димитриевски, ти ми рече го познаваш, викам, јас интерно го имам наречено Максимус, кој ќе ви изненади сите, тебе и Боцевски ви окажува оваа приказка, не ми верувавте. Не вашо ви изненади, цела Македонија изненади, ама за среќа пријатно изненади Максим Димитриевски. Максим, толку околе. Инаку јас новинарството го саќам преку приказни, ево ќе колку не наидувам на разбирање, ама многу кратко ќе ја кажам, во интересе на темите што ќе доаѓат. Го запазвам јас Максим пред неколку години и посебно ме бенди со приказката со Асном 44-та, со Илинен 903-та, тоа се темелите на кои сме ние создадени и викам, јас овој човек морам да се запознавам без разлика кој каде сме позиционирани. Се јавувам на една пријателка и викам, како да дојдам до Максим, много лесно е, кај ти го бројот, јави му се, кај ќе ми дигне мене Максим, абе јави му се, не се секире. Се јавувам ја на Максим Димитриевски, ми дига телефон, се представувам, добро ве знам, викам, сакам да ви видам, утро 12 сат кај ми не вику кабинет да дојдеш. Кај некои пријатели мои од две партии градоначалници со кои соработувам 10 години, па 7-8 месеци чекам да влезам, се уште не сум влезен, а за активно се не е за приватни работи. Моето познанство со Максим Димитриевски беше такво, тоа е една поучна приказна, кога луѓето од политиката не треба да се оградат од обичните граѓани, а ја и сепак себе се рачунам обичен граѓанин. И еве, соработувавме што соработувавме, во Куманово направивме една убава работа и Златев, можем да ти ја кажам дело победничката формула на Максим, може би тој ќе се наљути. Одев 4-5 месеци припремајќи една научна јавна трибина револуционерно и слободарско Куманово, направивме историски час, направивме изложба, вклучивме основци, средношколци, професори, наставници, директори на школи и така натаму, собравме го, наполнивме домот на културата или на млади или на... Чекай, дај да преминеме од сега да молам да завршам. Немој ти се ми не трпели. И го направивме нешто најубавото за младата генерација да знаат кои се 8 народни херои во Куманово, ги актуализиравме, во сето тоа не помогна Максим, сега треба да издадеме книгата, а го подсетувам, го чекаме само уште неговиот увод, се надевам денови ќе ги добиеме, јануари и февруари да издадеме книгата од таа наша трибина и од тоа наше дружење. Ете, такво е моето искуство со Максим. Ајде ти го предавам Максим сега. Нешто интересно и за слушателите. Да видиме за политиката. Нешто што овие приказки не се интересни. Овие приказки се за политичка култура, за комуникација и за конзистентност на негова што тој Аристотеловски на почетокот ни ја кажа како ја сваќа политичката функција. Драг мој Златев. Јас ја платонски ќе одговорам. Многу интересна емисија, да ви благодарам уште еднаш. Не е тајна дека на
не би рекол на албанскиот народ, но на албанските политичари во Македонија, на представниците на албанските политички партии во Македонија, вие не им се допаѓате. Како беше она? Не е Трн во око. Па им бодите трн. Ќе дадам контратеза, ама заврши ќе работи. Нека најди ми еден што кажал нешто добро Вака, за во кабинетот ме запознал со два лидери на две албански партии, прекрасни приватни односи имат. Се надевам и во политиката. Зборувам за Што имат јавните различни односи. ставови, тоа е друга работа. Често имате Ова некој измислил ќе често потврди има Макси. јавни конфронтации кон вас, поврзани со вашите ставови во однос на јазикот, по однос на балансерот, поврзани со работата дури на министрите од вашата политичка партија. Имате ли притисок во владеачката коалиција поврзана со овие работи? Видете, во политиката мора да имате континуитет. Нашите ставови, како знам, се нови, тие се едногодишни, бидејќи партијата постои една година, но моите ставови имаат континуитет, можеби ете, од првиот момент кога почнав во политика. Јас на локално ниво бев еден од ретките советници кои што отворено и јавно се бореше албанците да добијат средно училиште ново, комплетно изградено, а не да бидат сместени таму кај што се. Тогаш бев Голи или не? Името го носи на Голи, на Народен херој или не е тоа? Тоа го носи сами Фреше. Не, но зборуваме се реално дуи не ве сакаат. Ќе ви објаснам зошто. И убаво е на оваа тема да се задржиме, да го објасниме тоа и на слушателите. Не ве сакаат, ја реално ви кажувам. Се гледа тоа. Мене ми е битно да ме сакаат децата дома, сопругата, родителите, Браво. да си имам почитување со другарите, пријателите, искрените пријатели, бидејќи кога ќе влезете знам, во политиката нема сакање. политиката, добивате првиот ден, така ми кажа мојот учител, кој што ми ја даде книгата, добре дојде во светот на политиката, денеска доби мал број на искрени непријатели и уште поголем број на неискрени пријатели. И тоа е политиката, но како и да е, се борев тогаш за изградба на тоа училиште и успеав. Тогаш ме обвинува кај македонскиот електорат дека се борам за албански права. Од друга страна, албанците ми викаа, кој си ти да градиш училиште на албанци, немаш никаков легитимитет, тоа е нашиот електорат. И тоа е суштински поделбата во нашето општество. Моноетничките политички субјекти си го прават своето, на тој начин функционираат и се обраќаат единствено на тој електорат. Во моменти, да не забораваме, 27 април, актуелна тема. Јас кренав рака за Талат Џафери под слоганот едно општество за сите, не ме прашувате, сам ви одговарам. И отварам оваа тешка тема. Затоа што верував у тој концепт едно општество за сите. За да гледам Вие после се тоа... тепавте во собранието? Не се тепав. Бев нападнат, се бранев. Добро. Видите, јас сум 120 кила човек, ако ме нападнете на акција, ќе реагирам, ќе дадам реакција. Но сигурно дека не можете да се тепате со толпа од 200 луѓе или па да ги победите. Скраја да е. Фала Богу што не реши да не ликвидираат доколку сака и тоа може да го направат, да не раскинат на парчиња. Но преовладеа умот и там, мудроста и разумот. Но крена врака не за да го вработува својот син во обвинителство, не за да приватизира судство, не да прават едно општество за нив, туку да правиме едно општество за сите. И сватив дека всушност не измамија и почнав да се однесувам така како што се однесував, а тоа го покажува праксата, низа примери, реакциите мои, издвоените ставови и така натаму. Тогаш бев добар за дуј. Но кога не само и претходно, кога ја рушевме власта на ВМРО ДПМН, која што азди се исто така од власт до 2017 година, да не заборавиме. Више не смееме да ги амнестираме и тие работи. Никој не треба да биде амнестиран од ништо. Како сето тоа функционираше до 2016 година. Нели? Па на крајот никој нема потреба како Артан Груби во Гепек да побегне преку граница. Па ако сте мажи, останете тука, како што јас одам, рековте на суд, го гледам судијата во очи, обвинителот во очи, да се судиме, ако е правдата на моја страна, ќе излезе на виделина. Ако е на нивната, ќе се одговара и нема бегање од тоа. Јас сум таков човек. Дојде на локалните избори, јас бев анатемисан од страна на СДСМ и на ДУИ. ДУИ ме представуваше како националист, што не сум, и јас сум патриот.
но не сум националист и јас го почитувам, тоест го сакам своето, а го почитувам туѓото. И цел живот сум функционирал така, бидејќи израснав во мешана етничка средина. Имам сите мои другари се од другите етнички заедници, пошто живеев во Пиротско мало во Куманово. Тука има македонци, срби, албанци, роми, турци. Значи сите сум ги почитувал, до ден денеска сите ми се другари. Учев со нив. Во исто училиште, создаваме пријателства, нераскинливи врски, ден денеска си помагаме. Но видите, ставот е една работа. Јас морам да го бранам интересот на државата, која што ја создал по дефолт мојот народ, бидејќи само народ создава држава, а не етнички заедници. Да сме зависели од желбата на етничките заедници, ние не би биле независна држава, би биле дел од некои други држави, бидејќи етничките заедници генерално во Македонија се тие кои што се околу нас. И тие се приклучиле на тој тренд, бидејќи сите се приклучуваат на мнозинството и сме создале наша држава, која што конститутивниот народ е македонскиот народ, а тие се исто така како етнички заедници конститутивен народ на оваа независна Македонија. Да се вратам на суштината. Бефаната мислам, преку разно радио канали, социјални мрежи, национални медиуми и така нато. Видите, јас гостувам на национална телевизија на албански настроен јазик, бидејќи во Македонија нема албански телевизии. Албански телевизии, српски телевизии има во Србија. Во Македонија има национални телевизии на албански јазик или српски јазик. Но тоа се македонски телевизии. Треба да внимаваме на зборовите кои што ги употребуваме, како што и многу наши професори во минатото користија една фраза, се вика мултиетничка држава и таква штета направија. Не само на нас, на држава. Браво, општество, бидејќи вие сте правник, сте учеле кај Ницајков, Бајалджиев, предпоставувам, значи прости сложен тип на држави има, нема друг тип на држави. Мултиетничка држава не постои. Но да се вратам на суштината за омразата и зошто ми се наметнува тој наратив. Затоа што тоа беше најпогодното тло каде што можат да делуваат и да ја стопат поддршката во албанскиот електорат кој што јас ја уживав пред локалните избори 2021 година. Кај што на сите анализи, анкети покажуваше дека од 42 до 47% Максим ужива поддршка во тој електорат. А тоа им смета на моноетничките партии. Како ве велат, абе ти нема што да бараш таму. Јас држев средби со граѓани во Диво населје, во други местни заедници, дури и етнички чисти. И на крајот на денот, сите оние кои што ме познаваат, кои што припаѓаат на етничките заедници, знаат каков човек сум. И јас не бегам од тоа што го зборувам. Секогаш стојам зад моите зборови и така ќе продолжам и да функционирам. Со Влен ме прашавте, јас лично немам проблеми. Проблемот со коалициониот партнер е што ние всушност немаме договорено коалиција со нив. Ние, како знам, разговараме со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е претходно влезе во процес на преговори со нив и ние сме во една заедничка коалиција, каде што всушност знам главниот мотив да биде во коалиција, може би беше националниот или државниот, а тоа е да не дозволи да се повтори една реприза од минатото, каде што гледаме како многу умешно дуи на ситен камен го дробеше и го трошеше СДСМ. Не сакаме да дозволиме истото, го истроши, точно е, и не сакаме да дозволиме истото да се случи со ова власт, мада верувам дека и нашиот поголем коалиционен партнер, ВМРО ДПМН е доволно умешен да не го дозволи тоа. Да. И тука сме изедначени по однос на националните ставови, платформата, сите оние теми кои што ги отвараме за време на изборите, влегол како составен дел на владената програма и го туркаме тоа. Сега рековте за Влен. Да, има недоразбирање, да, јас само повикувам на почитување на закон. Се истакнува знамето, не го мразам твоето, го почитувам, но го сакам своето знаме. И тоа е моето и твоето знаме и мора да биде почитувано, но од друга страна примерот со коалицијата со Влен на локално ниво, веќе таму имаме подпишано. Коалиција функционирајте како добро без никакви проблеми. Но видите, таму нема доволно храброст
кога ќе се отворат одредени теми да се излезе пред електоратот и да се каже, видете, ова е државното знаме, државната химна, мора да ги почитуваме сите, бидејќи тоа е знамето и химната на нашата држава. Ама не е наше национално знаме. Не си имате национално знаме, но ова е државно знаме на една нација, која што ја правиме сите, бидејќи кога одиме да се легитимираме во странство со пасош, сите ние сме граѓани на Македонија или македонци. А вие сте македонци со албанска етничка припадност, другите со српска и така натаму. И тоа се некои теми за кои што треба да се најде храбра политичка елита, отворено да говори пред граѓаните, а не да им сервира знамења на автохтони нации или голема Албанија, како што ја викаме, кој што им се сервира тоа од страна на политички репрезенти. Па видите, таму има кривично дело за уривање на уставниот поредок. И може сите тие луѓе да одговарат. И јас ќе работам на тоа ова власт да биде толку ригорозна да ги санкционира таквите појави кај нас, бидејќи се недозволени. Ние ова држава може да ја градиме исклучиво заедно или ако одлучиме на поинаков начин да живееме во еден комплициран тип на држава која што во континуитет ќе има проблеми од внатре. Тоа не му одговара на никој и затоа нашите европски и други партнери од меѓународната заедница во континуитет не туркаат во еден процес на стабилизација на државата и дополнително градење на еден систем кој што ќе биде функционален без разлика дали Сотир, дали Љупчо или пак Максим ќе биде во позиција да имплементира власта во државата. Или преведено дали е СДСМ, знам или ВМРО, воопшто не е битно. Битно е државата да изгради професионален систем кој што ќе биде со департизиран, кој што ќе биде со минимум политичко влијание и власта нема да биде државата, туку власта ќе биде само инструмент на државата преку кој ќе се владее или тоа менаџмент го викаат. Јас само вака ќе кажам една реченица, Златев, и да ми веруваш, тука е Максим ќе потврди. Ја не би зборел омрза, не би зборел кон него ја вака ќе кажам. Во неговиот кабинет, непланирано, на моje излегување, тој ме запозна со двојца сегашни лидери на албански партии кои се во власт. Толку од мене. За неговата соработка со албанците. Излеговте на една интересна пресконференција скоро пред 10 дена, помалку пред 8 дена, ако не се лажам, повикавте на македонски црвени линии. Црвени линии во однос на националните прашања, во идните преговори, разговори со Европската унија, со Бугарија и така натаму. Која е целта? Поради која излеговте со овие црвени линии, особено сега кога гледаме дека практично тој процес е замрзнат и во многу скоро време нема да биде одмаз. Видите, ова не се однесува само за бугарското прашање, тоа е само наметнато, еднострана од бугарската страна. Овде се работи не само за македонски црвени линии, се работи за платформа за национално единство на македонскиот народ, дополнително на сите граѓани во државата и македонски, во Македонија можат да бидат македонски црвени линии, не можат да бидат српски или други. Од Конгресот од годишнината што ви произлезе. Бидејќи основните постулати на знам се крушево и јасно. Сето она што е напишано во манифестот и во основските документи, најголем дел е содржано во оваа платформа. И во минатото имало обиди за носење на нешто слично. Но ние пласираме ова како отворена платформа до сите политички субјекти кои што се представени во парламентот. И таа стои отворена за надоградување. Подготвени сме да разговараме. Нашата цел е да ја внесеме еден ден во парламентот и Македонија да донесе еден ваков стратешки документ, кој што никогаш повеќе во иднината нема да дозволи на ниту една идна власт било каков луксус за да се игра со тоа што значи наш интегритет и национален и државен интерес. Имало во минато, мислам 2017 ВМРО се обиде, но знаете како се случуваат нештата. Ке понудат левите, ке отфрлат десните. Ке отфрлат десните, ке понудат десните, ке отфрлат левите. Во континуитет моноетничките партии значи калкулираат со тоа и викаат, кај сме ние во приказната,
Дали има нешто од Орелот или другите елементи во таа платформа, и никаде ништо не завршува. Еве, знаме нов, растеретен, како политички субјект, и го има тоа право да поставува вакви прашања. Парламентарна партија сме. И сметам дека оние што ја отврлие во самиот почеток, направија голема грешка, и јас ќе го дадам својот максимум, без разлика на личните критики, па дури навреди кои што стигнаа до мене. Нема да се занимавам со тоа, го прифаќам тоа, да поразговарам, да го дадам својот максимум, и јас и луѓето знам, да објасниме важноста на една ваква платформа, за да влезе во парламентот и да се обидеме да ја донесеме со консензус. Доколку успееме, тогаш тоа ќе биде врвно достигнување за државата, не за знам. Значи, идејата ви е, на ОГТВ, како вашите коалициони партнери од ВМРО, ДПМН, од ВЛЕН, од останатите помалите политички партии, како гледаат на се ова? Сте стапиле ли во комуникација, го прифаќаат ли, или може би го гледаат како некаква екзибиција на Максим Димитриевски? Нема екзибиција. Овде нашите намери се искри во рамки на предизборната кампања. Тоа беше составен дел од нашата платформа, која што имаше 5 основни точки, покрај онаа, нели, условени амандмани, бидејќи идејата е автотоно наша, дополнително и овој предлог и однесуваме во ВМРО ДПМН, моментално е на разгледување, треба да се произнесат, првично е поздравија. Ама и да не забораваме, платформа. Господинот Мицкоски во своји 2 говора за државни национални празници подаде рака за национално обедување, и сега ова е залагање во платформа, што ја го поздравувам, го потребивте зборот, почитуван Максим, стратешки документ. Јас се обидувам како човек кој работи со стратегија, стратешки да размислувам. Не мислите ли ова вашата отвореност на дело да покажете, да им помогнете на нашите собраќа од СДСМ и од Левица, стратешки да размислуват и да го прифатат това, бидејќи без ова нема одење во ЕУ. Како изгледа на работа на стратегија, ја не разбирам. Да, стратегија е да се обединиш, Златев. Стратегија, знаеш што е стратегија? Да знаеш како. Господинот Максим употреби стратешки документ, го сваќаат. Неприфатено заправо. Кога ја би бил советник во СДСМ и во Левица, јас ќе им речам, сакате да ве биде, прифатете ја идејата на знам, на ВМРО ДПМН, на не може ВЛЕН. опозиција се сега, ќе прифатите. Не, Златев, немој да паѓаш под нивото на размислување на стратешки документ. Значи, ова е за Македонија, ова не е за знам, ова не е за ВМРО. Знам извира. Па бе, мора од некого да извира. Не може да имаат да немаат интерес кога нив. Ама ти ме слушаш или во лаптопот гледаш? Не те слушам, ова го збореше и пред знам. Ама знам сега го дава во форма на платформа го дава. Мицкоски тоа го збори за интерес на неговата политичка опција. Не е точно. За интерес национален и државен. Ево ја како го сваќам ова. Кога сите ќе се обединеме како што во соседството се обединија, исток, како што се обединија југ, значи бугарите и грците, кога ќе бидеме цврсто сплотени за националните и државните интереси, ние ќе сме многу по-респектибилен партнер за ЕУ процесите, а ја мислам тоа му е и целта на Максим и не знам. Го спаси јазикот во овие преговори со ЕУ и сега ќе се платформа да се заштитил јазикот да бил црвена линија. Не, Златев, ова е многу поголема од платформата за јазикот. Добро, ова е платформа за обединување. Ако ми дозволите би објаснил, значи, која е суштината на документот. Ајде. Во еден момент во изборната кампања дадов еден исказ дека можеби во Македонија дојдено времето по примерот на нашите предци повторно да се обединат комитите и партизани. Добро утро. Да. Дека такво нешто не се случи, Македонија тешко ќе ја биде, ќе се мачи во вртлогот во кој што сме денес. Зошто? Евидентно е дека доаѓаат голем број на барања од надвор, кои што пак користат механизми на притисок преку дипломатијата, гледаат еден погоден необединет простор и многу лесно делуваат на овој простор. Ако некај Максим, кај Љупчо, ако некај Љупчо, кај Сотир и така натаму. Кога Максим, Љупчо и Сотир ќе се обединат, Која ќе се од секој поединец. Видите, ние политиката ќе си ја тераме.
со собствените политички убедувања. Но овде се работи за државни интереси за да излеземе од тој вртлок. Македонија за да излезе од овој вртлок мора да има изедначени ставови по однос на националните прашања и заштита на националните интереси. А не секој да си лиферува во јавноста тоа што мисли дека ќе му помине во јавноста и секојаш да го обвинува другиот. Со носење на една ваква платформа се затвора Би тој се процес. виделе ли со Филипче за Јас би се видел, зашто не? јас би се Значи- видел како политичар ако е потребно и со црниот ѓавол, Златев, ако нападствам тоа носи Филипче да го донесеме во лидер. резултат на Македонија. Значи, секако па ние сме политичари, а политиката представува диалог. Ја не Тоа гледам не во ваша значи, платформа ништо спорно, така Значи, што би тоа не значи, Добро е сега. освен што sada само веќе се избори за овие видите, работи. тоа не значи дека За Гечилково. Значи, Не. веќе се обезбеди, sada се ми се. Ова е приказката за 7-те браќа и 7-те моливи, Златко. Така е. Значи те молам, ја сакам, ја и ти сме шеговити, таква ни е емисијата, ама ова е многу сериозно. Ја така го сваќам ова од Максим, така го сваќам од Знам, така го сваќам од ВМРО. Влен, ја тврдам дека е за тоа малку посрамежливо се изјаснуваат, ја тврдам дека и они се за ова идеја. Сега е многу битно. Левица и СДСМ и ДУИ, за ДУИ малку е тешко, признавам, во еден хаос е, во еден понор пропаднати во една тиња, ама СДСМ и Левица ако ги придобиете, ти предлагам, те советувам како повозрасен, дајте енергија, дајте залагање, ДУИ не може сам, ке штрчи. Една И ќе поранешна направиме функционерка на Левица вели, коментира, вели, за СДСМ не знам, но Левица никогаш нема да поддржи туѓа платформа, иако е за доброто на Македонија. Па криво ми е, Максим испадна управо. Не е ништо друго, зборевме. освен задржување на удобноста на нивното столче. Прифаќање на туѓа платформа Добро. не е нивна, која не е нивна, за нив е пораз внатре партиски. Сега сватив, ја почетокот мислев видите, друго. ние сме Да. партија која што на политичкиот простор делува неполна година. Да сме направиле партија своевремено и порано, кај што имало можеби консензус за одлучување по вакви прашања. Јас сум се обидел и внатре во СДСМ да пласирам вакво нешто. Не сум успел да обезбедам мнозинство. Оваквиот предлог е излегол многу порано од нас. Никогаш не е досна. Нека излезат и тие со своја платформа, ќе ја усогласуваме ако е потребно. Но дајте да ја донесеме, за да не остави простор Лјупчо во иднина на никој да се игра со тоа што е најчувствително за нас. Бидејќи факт е дека во континуитет трпиме притисоци. А зошто? Затоа што тие кои што ни ги поставуваат прашањата се многу помоćни на дипломатско ниво од наша мала Македонија, едноставно ги користат тие дипломатски контакти, а во дипломатијата оди тоа така, се создаваат врски, се прават услуги и се создаваат облигации еден кон друг. Денеска ќе ти помогнам јасно кога ќе дојде моментот да се гласа во Обединети нации на друго место, така натаму ти ќе ми помогнеш на мене. Ние сме понова држава и не сме успеале да изградиме една сериозна дипломатија, како што, например, впрочем, Грција ја градела Они со дипломатија не победија. Интензивно по граѓанската војна во Грција и отварањето на кипарското прашање, изгради еден дипломатски булдужер, кај што не победија на сите полиња. На жалост. Да не зборуваме за Бугарија, сега бев на самит во Јужна Африка, на самит на градоначалници. И да знаете каја ваде визата за Јужна Африка? Во Бугарија. Нема друга амбасада на Не Јужна сте на Африка. црна листа, бе, пушти ја во Бугарија. После оден настап Не сум, да ви кажем, имав на телевизијата национална таму, јас би ве ставил да Не, бе јас ја ќе прашав Да, за при крајот на емисијата чекам Има два кога друг пат проблема. ќе гостува. Кога друг пат ќе гостува таму. Па кога ќе ме поканат, секогаш сум подготвен да гостувам. Тогаш ме поканија, иако слушнав потоа 100 теории на заговор. Не. Максим договорил, мислам такви апсурди. Има ли Максим бугарски пасош? Немам друг освен македонски, немам, инаку имам Го право објаснуваше тоа. имам право по мајка Го ми да објаснуваш. добијам српски затоа што води српско потекло, но Да. но немам интерес за такво нешто. Мене македонскиот ми е единствен Па тоа со пасош. пасошите го Дури ни искрививме. мајка ми не го поседува. Таа тема со пасошите ја Но искриви. види, Лјупчо, па не може и да им најдеме
извини вака што не ти се обраќам на ви, него Не, слободно, ти така слободно. вие Ние доживуваме сме мисијата. многу непосредни Да, така да, што. да. Значи, не смееме ни да им замериме на нашите граѓани кои што извадија бугарски пасуши од економски аспект, Екзистенционални. екзистенционален, Добро, и поради осеќај може но некој на извади- тој начин Бугарија изврши една економска асимилација во Македонија. Опасна. Од друга страна не бевме подготвени како држава да им понудиме на тие наши луѓе да се снаоѓаат тука. И сега со тој пасаж ранат семејства, но има и тука еден феномен. Правите попис, велите 200.000 бугарски пасоши, на пописот ви се јавуваат 4.000 или колку беа 3700. 3700 бугари, и јас ги почитувам тие мои сограѓани што се изјасниле така, но кога ќе ги прашате кој ви е мајчиниот јазик, 95% од нив запишале дека мајчиниот јазик им е македонскиот јазик. Како што мене сега на самитот во Јужна Африка ми се случи представникот, гувернерот на Централна и Источна Македонија од Грција да се представува дека е од Македонија. И јас на сето тоа реагирав дека ми е многу мило што гледам еден грк дека се представува себе си како македонец. И ме импонира лично. Добро, сега. При тоа реагираше и на крајот го замолија да го напушти самитот затоа што излезе вон агендата и она што е дозволено на самитот. Но како Доколку и ги да е. следиме границите на античкиот свет, тој е од Македонија. Сега ви од Куманово колку сте од Македонија, тоа не знам. Но... Не подпаѓај на тезите на Злате, ова се тезите на Агим Јонус, не е тачно, не ја знае географијата. Никогаш не Значи, било, сега, не е долу Македонија. Окей. Во некоја емисија ќе ви го објаснам на тебе и на Агим Јонус тоа. Отвори енциклопедија било Ќе ви која дадам, еве да ви дадам една ексклузива. Кавадарци ево да во Македонија, ја немам проблем Да со ви тоа. дадам една ексклузива. Митко Јанчев Повели, може да повели. биде представник на античка Македонија. Митко Јанчев, кога го гледам мојот почитуван колега, ми личи на Александар Македонски. Мислам да го почитувам и Да се пошегуваме малку, и успешен градоначалник и На наша сметка како земја да се пошегуваме без некоја. Сакам една ексклузива Но да ви така дадам. ти од Кавадарци, те молам. Не лафи така, те молам. Повели, Макси. Беше кај мене амбасадорот на Казахстан. Ме посети многу, ми беше драго, видите, Куманово го води своето име по едно многу старо казахстанско племе Кумани. Кумани, да. Биле тука на тие простори, од тука сме го добили. Ја мислам друго нешто. И тоа кажува за нашата различност. Човекот дојде да се информира и така натаму, да направи релации, сака Куманово по тој пример, кај што е изворно Кумани, кај што потекнува тоа племе, да не спои и конектира со некој град. Видите, далеко е Казахстан. Сум бил еднаш, се патува, бога ми, со часови држава по голема од Узбекистан, Европа. Казахстан. Но како и да е, ми беше многу мило. И таа наша разноликост, различност. И ако направите ДНК тест и анализа, ќе видиме всушност колку ние сме различни. Па, Вие просто. Мило ми и јас исто така. Но која хаплогрупа сте? јас толку стручно не знам да објаснам, знам дека од проценти има антички корени, келтски. Јас сум доминантно келтска генетика. Келтски. Ти ми одиш во Лондон. И кавадарци и тој дел на Македонија и така како биле познати горските. Имам книга Келтик и ти ја дадам. И словенски за тоа народи. лично на Астерикс, на Обеликс, прекош да се добро. Па добро, сега Да, и се Астерикс и шегуваме. Обеликс тие се гали, но како Галите и се да е. келти, да. Но не како познавање да кажам чалико. Па Ќе ти гледавме, донесам една книга за келтите, ќе ти донесам. гледавме цртани филмови на времето. Но Да, кажувате дека со стриповите сте растеле. така раснеме со стрипови. Тоа е точно и мислам дека стриповите градат многу големи комуникацијски вештини кај секој човек кој што ги чита, бидејќи гледате илустриран дел и текстуален. Златев, предлагам да не правиме пауза убаво. Не, мислам дека треба да направиме, мора имаме реклами. Со тие реклами. Па добро, ти им ги рефундираш парите, да поентираме и одиме со реклами. Ајде. Значи, што да кажам на крај, дека политиката е еден процес кој што треба да се мине
ние сега минуваме низ тој процес, она што е битно за нас како политичка партија, не е да собираме ефтини политички поени, туку да работиме на креирање на едни конзистентни политики и нови стандарди во политиката. Дали ќе успееме во тоа, доколку не препознаат граѓаните? Да. Во спротивно ќе бидеме само уште една приказна на овој простор, која што ќе функционира одреден временски период и ме радуваат сондажите и анкетите. Вообичаено секогаш кога ќе влезе нова политичка партија да биде составен дел на мнозинството, по дефолт веднаш паѓа. Ние единствени се одржаме, па дури и подкачиме во делот на поддршката. Сега ќе видиме каква... анкета што видов, а лидерот на знам, тоа е вие, господине Максим, еднаков рейтинг со лидерот на СДСМ, една од поголемите партии во Македонија во демократијата. Тоа не е некое големо остварување. Немој така, не, малку гледај ја големата слика, што значи тоа за избирачите, што значи тоа за граѓаните. А ние можеме да се контраме едни со други. Многу интересно да ви кажам и ова во влада, бидејќи имам големо почитување со премиерот и многу квалитетна комуникација и конструктивна комуникација. Многу пати така ќе седиме и ќе разговараме за одредени кадровски решенија за високи позиции. И ќе ми каже, кај го најде, вика, тој комуњара? Викам, а ти тој комита. На крајот на денот викам, а јас што сум? Јас пораснав во СДСМ, кај што има прекрасни луѓе. Значи, има луѓе на кои што многу им се восхитувам. Но за жал, таа партија беше киднапирана од еден конгломерат кој што не знаеше ништо повеќе освен да се гледа сами од себе си во огледало и ништо не е променето. И не видува ништо. Многи почитувам сите членови во таа политичка партија. За сега, почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во финалниот менаџери. Емисијата ова утро. Ми изненадува, морам да признам, божикната честитка на дел од политичарите. Сега гледам Африм Гаши вели божикна честитка од Гаши до граѓаните од католичка вероисповед. Денес не слават божик само католици, слават и дел од протестантите, слават и дел од православните христијани во светот, кои се по григоријански календар, слават многу цркви. Тоа е индикатор колку религиите меѓу себе не се познават. Значи треба да се честита на сите христијани кои слават по григоријански календар. Не, јас се обидувам да бидам писмен во ова доба. Мислам, секоја почит за католичката црква во Македонија, посебна честитка до нив како навистина значајна и до бискупот Киро Стојанов, кој е еден од национално во паузата и Максим Димитриевски честиташе, вие писмено ја честитавте. И на сите се согласуваме со вас. Пофали Златев. Дозволете ми од името на општина Куманови, од мое лично име, да упатам искрени честитки по повод 25 декември, денот на Христовото раѓање, кој го простравуваат сите припадници на католичка, протестантска и православна вероисповед според григоријанскиот календар, вели Максим. Овој голем празник нека биде основа на празнична радост поделена со најблиските како темел на љубовта, сплотеноста и мирот. Нека овие празнични мигови донесат радост во секој топол дом, позитивен дух и бројни успеси, со желба за добро здравје, благосостојба и мирност секојдневие. Ви посакувам среќен празничен ден. Зошто, не знам, МПЦ него воведе и кај нас григоријанскиот календар? Очигледно е дека тој е поточен од јулијанскиот. Еден владика многу се спротивставува, ама не сакам таа да отворам. Еден од владиците многу се спротивставува. Традиционалните норми, ние како правници знаеме дека се посилни од пишаните. Да. Тука си во прав. За да една работа стане традиција, треба да се повторува минимум 50 години. Но сепак се знаете, некој ќе рече, ама тоа е наметнато од Ватикан, но и јулијанскиот календар е наметнато од Сезар. Ватикан е банкрот, немој. Значи е наметна. Но тие теми ќе ги оставиме за друга прилика. Димитриевски,
владата има една Зоран Јовановски, нашиот бивши партиски другар, имаше еден добар пост на социјалните мрежи, економистот вели кога и да пуштиме телевизија, гледаме само акција за ова, акција за тоа, апсење за ова, апсење за ова, вели па ова е добро затоа што за ова граѓаните гласа. Не, граѓаните гласа За правда, да. Граѓаните секогаш во Македонија гласаат против, многу ретко гласаат за. И тоа навика мора да се обидеме да ја промениме, а ќе се промени. Ја имам objection, овие избори имаше за. Ама продолжите молам. За знам. Не, видете, мора да се почитува граѓанската волја, тоа е волјата на мнозинството, убедливо победи коалицијата на ВМРО, ДПМН, и тоа е за почит. Јас тоа Ете политичка коректност, Златев. Еве. Но како и треба да владеат, затоа што добија мандат. Да видиш кој е знам и кој е Максимус. Но од друга страна мора да ги промениме навиките во политиката и да почнеме да сервираме резултати. Да. И верувам дека ако оваа власт продолжи така како што работи, првично ќе изгради стандарди, а ќе си дојдат и резултатите самите по себе си. Јас сум среќен што се уште нема ниту една афера. И така и нека остане. И посакувам да остане така, бидејќи тоа е резултат веројатно на високата ниво на контрола од страна на луѓето кои што се репрезенти во власта. Политичката корупција мора да се сузбие во целост. Корупцијата многу тешко се сузбива, но политичката мора да се сузбие, да се изградат стандарди во делот на делување на политичарите, бидејќи недозволиво е политичарите да бидат најбогатите луѓе во општеството. Се знае секаде тоа е бизнис елитата, луѓето кои што создаваат дополнителна вредност за да можат останатите кои што живеат, да кажам, и пијат вода од државна чешма да можат да функционираат. Максим, заедно... Да, за само секунда. Добро, ова ви е една добра поента, Димитриевски, но сепак ние се соочуваме со една многу интересна состојба. Македонскиот народ генерално гласа против, но македонскиот народ во изминатите 30 години е перманентна жртва на корупцијата. Правевме една анализа со професорот Љубомир Кекеновски, економистот овде, и заклучивме дека во Македонија има заглавени 7 милиарди евра во празни станови кои не се користат за живот. 7 милиарди евра, тоа се скоро 2 буџети на државата, малтене 2 буџети на државата. За 2 години. Во исто време имаме 4 милиарди заглавени во депозити во банките, значи стигнавме до 11 милиарди, а кој знае уште колку пари се извадени надвор и кој знае уште колку пари се вложени во, како се вика, во некакви бизниси овде, а потекнуваат дел од нив нормално од корупција. Како оваа земја толку многу богатство продуцирала, а толку е сиромашна? Корупцијата е главната рак-рана. Тоа е факт. Кога ќе ги видите сами во овие бројки, кога ќе го видите сами од просперитет на живот, вас ви е јасно дека овде корупцијата е веројатно број 1 профитна гранка, која ќе ги подредите по профит гранка, производство, земјоделие, дека корупцијата веројатно најмногу пари ние имаме од корупција во државата. Ако следите историски тек на било која голема империја во последните 5 века, видите дека секогаш се распаѓале, секогаш се воздигнувале во тешки услови, а се распаѓале од аздисаност на власт, од корупција и внатрешни поделби во самите империи. Тоа се случува дури и на Римското царство и на Отоманската империја, Екотантен пример е Римското царство. Била на овие. Морално се распадна од корупција. За жал ние не сме се воздигнале како независна држава. Но ако направиме една ретроспектива, ќе видиме дека од 47 некаде реално во оној систем кај што имал многу предности и одредени аномалии, до некаде 80-та година на нашите простори изградено се, вклучувајќи го еве и Фени во Кавадарци како една од последните капитални инвестиции. Да не знам дали работи.
Сега мислам моментално не работи, но сепак тоа е стратешки Со објект газите имаат и проблем. една од најголемите инвестиции во историјата на нашата Македонија. Од 90-та година нааму со багер се урива и не може да се сруши се уште тоа што било изградено тогаш. Тогаш сме биле сиромашни. Јас ќе тргнам од моја Куманово, 45-та по ослободување. Во Куманово, да не ме разберат погрешно, час и чест на поедини фамилии, тој кој што имал 2 магарења, веќе бил богат човек. Да не зборувам за автомобил. А од индустрија сме имале само еден откупен центар, се викал Монопол, откупен центар за Монопол. И За монополите тие што значеа. 30 години, значи се изградени 16 фабрики кои што многу успешно функционирале, а денеска ми е многу мило, барем двете најголеми, повторно менаџирани од приватен капитал, успешно функционира и се радувам на секој нивен успех. Првично, треба да се создаде чувство кај граѓаните да си ја сакаат својата држава. Поради разочараност се јавува фрустрација. Поради фрустрација се јавува синдромот на неверни Тома и да направиш нешто убаво секогаш ќе биде искритикувано дека не е убаво и тоа е фрустрацијата. Кај секој поединец, вклучувајќи ни и нас, и ние не сме имуни на тоа. Но за да се сузбие политичката корупција, првенствено треба да се редефинираат односите во политичките партии внатре, од лидерството во партијата, од тој првиот кој што е, бидејќи сите ние во континуитет гледаме дека македонците сакаат лидерски тип на политички партии и копнеат кон лидер. Но дополнително како народи на овие простори копнееме по уште нешто поголемо, а тоа се вика национален триумф. Пред малку го спомнам, овде во емисија ќе го повторам. Триумфот на нашите кошаркари, кај што освоиме 4-то место. Под палка на Марин Докузовски ни изведе половина Скопје на плоштадот во Скопје. Тоа е нешто по што копнееме ние. Нам ни е потребна горда нација, дополнително мотивирана нација, која што ќе продуктира емоции и дополнително ќе копнее кон нови триумфи. Ништо поубаво не се живее ни во соседна Албанија. Впрочем, тие се економските прилики, иако они имаат сериозен буст во моментов за развој, Морето. поради морето, но видите, погледнете една утакмица на нивната национална репрезентација. Албанскиот народ тоа го постигнал, тој ефект. Ние националните лиги ги изгубивме. Не зборувам само за спортот, било каков тип на триумф, па дури може да биде една индивидуа од типот на Новак Ѓоковиќ. Која што во Србија тоа национално чувство во секој момент го поткрива. Затоа е потребна да се изгради една сериозна државна стратегија. Па И го да се има во работи на теквондо, тоа. детево нема континуитет, бил во Маровец, Белова, не му дадова од млади спорт Спортот- и еве го немаше во следната олимпијада. Спортот не познава политика. Така, да. Значи спортот И треба познава малку повеќе да единствено си ги цениме децата. резултат, бидејќи кога сте во спортот не може лидерот на вашата партија да дојде и да се надпреварува место вас, и исто така не можат ни вашите Нека родители. ја среди прво политиката. Тоа го прават Не, исклучиво а имаме таленти, индивидуалци. Максим, да знаеш дека имаме таленти. Имаме, но немаме Имаме таленти. системска работа и немаме континуитет во работење, ниту пак обезбедуваме доволно средства за да го постигнеме тоа. Треба да изградиме систем на сите полиња. Па еве сега Тоа во не кошарката насилно се руши председателот. Ја не се знам со Перо Антич. Но чекајте, не да се прават такви упади, нема да дозволат овие повисоките Јас меѓународни. мислам дека е погрешно политиката директно да се меша во спортот. Секогаш сум стојал по страна од тие процеси и осудувам било какво мешање. Фудбалскиот сојуз попаметни, федерација попаметни испадна. Федерација избра човек кој што доаѓа од светот на фудбалот. Јас му честутам на Масаро. Одавна е тој. Но исто така и Перо Антич е човек од кошарката. Од легенда Но правиме пак, сега на крајот на денот спортските работници треба да одлучуваат Така. во рамки на клубовите кој тоа ќе биде нивниот репрезент.
Но штом тука прстите ќе ги вмеша политиката, имате проблем. Зошто? Па имате дополнителни поделби, а поделбите не резултираат со резултат, туку Да, ама доаѓат резултираат со ФИФА, реприза. УЕФА доаѓат и кажуваат политиката надвор од спортот. И тоа треба да го научиме и добро е што еве имаме профилна политичар кој го разбира тоа и го прифаќа. Општина Куманово ги финансира сите, им помага финансиски на сите спортски клубови. И секако дека влијанието на првиот човек е големо кај тие клубови. Зошто? Затоа што така е направен системот. Доколку не помогне општината, нема да можат да обстојуваат, бидејќи нема спонзори. Зошто нема спонзори? Затоа што нема стабилно или силно стопанство. На времето една Искра Куманово ФЗС доаѓаат на кошаркашкиот клуб Куманово, му даваат буџет и тоа е тоа. И тоа е подобро да функционира. Сум играл ја против Куманово, јас сум бивши кошаркар. Многу ми е мило. 22 октомври. Многу ми е мило, јас во млади години се занимавав со атлетика. Атлетика го знам тоа, да. Го сакам и... Почитуван Максим, уште неколку дена влегуваме во изборна година. Локални избори 2025 година. Вие сте освежувањето на политичката сцена како политичка партија. Тоа ја меѓу првите го видов, сега многу луѓе го знаат и како факт не може да го оспорат. Јас посакувам, пред да го поставам прашањето, ќе кажам, посакувам да не ве фати болеста на ВМРО-НП и на НСДП, со кој кога тие се раѓа изворено соработував, се знам и со лидерите и со луѓето од тие партии, кој едната лева, едната десна, и да бидете мудри, тој синдром на втори избори да имате пат, дали се припремате веќе за локалните избори, дали партијата е веќе стабилизирана од првиот успех, ви рекол, и дали размислува, ја не се сомневам дека на советнички листи ќе имате успех. Дали правите, градите стратегија повеќе од еден градоначалник, не само Куманово и други општини да направите? Уште едно прашање, дали на наредните, да го спојам со твоето, дали на наредните парламентарни, на наредните локални, на наредните председателски избори ќе настапувате во коалиција со ВМРО или сами ќе одите? Значи, ние како нов политички субјект на следните избори првенствено мора да продолжиме во континуитет да ги нудиме нашите програми, како што тоа го отпочнавме на парламентарните и председателските избори пред граѓаните. Од друга страна мора да се провериме каде тоа знам е позициониран на политичката сцена, што се однесува до можни соработки за коалиции, имаме разговори, но не е донесена ниту една одлука. Ако мене лично ме прашате, иако јас многу пати милувам кога држам седници на извршен одбор, последен да го изнесувам мојот став, а не да го наметнувам, бидејќи со тоа јас ги констатирам членовите на извршниот одбор и наметнувам мислење. Сметам дека за советничките листи знам треба да настапува индивидуално сам. Што се однесува до прагмата во политиката, а тоа е тоа што вие го рековте, бидејќи имаме искуство претходно како успешно да се менаџира соопштина, а имаме потенцијал и кадар во партијата да изврлиме кандидати за градоначалници и во други општини во државата, освен во Куманово, можеби и ќе постигнеме одреден договор со нашите коалициони партнери за заедничка подршка на кандидатите, но тоа е се пред нас и процес кој што ќе следува. Онаа што мене ќе ме радува е да имаме високо ниво на конкуренција на избори. На моја крока анализа, мислам дека по локалните избори во последните локални избори ќе се одважат многу поголем број на кандидати да бидат независни кандидати. Тоа е добар знак. И да собираат потписи по мојот пример, затоа што ги дигнаат цензусите. Тешко е. Така е, но од друга страна се подобрува и квалитетот на политичката помош. Се враќа демократијата. Се враќа. На моја круг и анализа не сме се сретнали да ви ја кажам, еве ќе се одважам јавно ќе ви ја кажам, на вашите гласови добиени по општини, избори во 11 општини,
каде имате завидно број на гласови, половина од нив, ако добро стратешки настапите, помене имате шанси за градоначалници. Ова нека биде еден мотив малку да поработите во партијата и да видите, иако ја знам дека вие знаете кај ви се шансите, ама мислам дека би сакал да видам од знаме еден континуитет, што за жал, ево да не сум лицемер, не го видов, а го посакував од НСДП и од ВМРО-НП, партии со кои сум работил. Видите, ние сме своји во политика. Знаме различен од останатите. Такви тргнавме. Го кажувам, тоа не ми веруват такви ќе останеме. Ниту сме, ниту ќе дозволиме да бидеме привезок во власта. Така разговараме. И така какви ќе останеме. Видите, за нас е многу побитно државата да оди напред, а многу помалку битно кои ресори ќе ги управува, знам. Затоа ние земавме два ресора кои што се многу суштински, но всушност имаат... Во преговорите многу пријатно ми изненадивте. Да, но всушност имаат можеби најмали буџети во делот на управување, што ја намалува можноста и за корупција и дополнително за дисквалификација на нашите потенцијални кадри. Но како и да е, времето ќе покаже. Она што за нас во моментов е приоритет е да ја доградуваме, да ја надоградуваме партијата. Имаме, мислам, 39 општински организации до сега. Сте пораснале? Од последната наша средба. Да, во изборите бевме 11 и ќе продолжиме. Видите, партија не се гради преку ноќ. Така, во секој ВМРО е партија во континуитет со одреден прекин во својата историја, кое што влече и многу контроверзи низ својата историја. СДСМ е партија во континуитет, која што е градена првично во време на социјализмот или комунизмот и дополнително од 91. Дуе партија повеќе од 20 години изградена со пушка и врз база на стратегија која што е подготвувана со децении и децении претходно. Влене една сериозна коалиција од поголем број на партии кои што исто така имаат континуитет. Најновата беше Левица, која што исто така се гради како политички субјект 7 години и се појавивме ние како нови неполна една година врз база на кредитот на луѓето кои што ја беа иницијатори за составување на партијата, кои што беа, верувајте ми, многу различни. Ние имаме луѓе. Ја го знам тоа. И од СДСМ, и од ВМРО, и луѓе кои што никогаш партија, кои им кажуваат не се отпадници одцепени од СДСМ, мене соговорници не ми веруваа. Ние не се одцепивме никогаш. Јас не се одцепив од СДСМ, јас бев избркан брутално од СДСМ и до ден денеска не ми дадоа шанса да се запазат статутарните нормативи, бидејќи таму согласно статутот на партијата, кога ви исклучува, должни се да ве повикат како висок функционер на седница на Централен одбор, а вие имате право со вас да земете еден сведок. И јас имав план да дебатирам сериозно на таа дебата, бидејќи многу пати претходно на самите неформални средби со високи репрезенти на партијата, онака другарски ќе ми се кажеше, абе ти Максо си најголемиот ВМРО-вец во СДСМ. Видите, ВМРО е нешто друго, составен дел на нашата македонска историја, со позитивни и негативни моменти во историјата, но исто така не можам да се откажам и од тоа дека дедо ми бил партизан, дека брат му загинал во Втората светска војна, иако не бил член на комунистичка партија, но бил во партизани. И тоа е една наша генеза која што треба да си ја почитуваме и врз база на истата да си ја градиме нашата иднина. Не да бидеме заложници на минатото, но да го користиме да извлекуваме заклучоци и да креираме подобра иднина за новите генерации, бидејќи денеска младите разговараат за вештачка интелигенција, за работи кои што можеби на нам средната генерација, за повозрастните многу ретко некој го разбира тоа, но светот се движи во таа насока. И светот во идниот период ќе биде многу мешан, многу измешан помеѓу себе,
со многу повисоко ниво на комуникација и при тоа е многу битно да се задржи автохтоноста или посебноста на секој од нас на овие простори, а тоа го давам како пример исто така и за политичкиот субјект од кај што доаѓам, мора да биде свој на своето, со автохтони одлуки и составен дел на власта како еднаков партнер. Воспротивно, ние секогаш сме подготвени повнимателно не сум те видел да слушаш. Преиспитаме нашата. Не, овој делов најголем ВМРО СДСМ. Да, не, не, тоа ми беа, видите, тоа ми беа а од друга страна што му велат СДСМ-овец, нема така. Не, ја се обидувам да си го истртам најголемиот СДСМ-овец у ВМРО. Кој имам повеќе кандидати. Знате, ако зборуваме за ВМРО хронолошки како се развива, особено оној период 98 и подоцна, па ние ги видовме најголемите комунисти во ВМРО од Владо Поповски и на самиот зачеток. Сега работам Михајло Маневски другарти. Сега ќе ви кажам. Немој да ми го напаќаш ти мене, мојот другар. Јас не го споменам. Не, сега ќе ви кажам, не, Златев му велам. Работам на идеологиите, на конзервативизмот, на социјалдемократијата, на социјалистите. Морам да ви кажам, кај нас лунчињата се измешани, може би е добро, може би не е добро, бидејќи многу десни влади кај нас има леви алатки политики и обратно, многу леви влади употребуваат десничарски политики. Ама барем да тргневме напред, почитуван Максим. Никако не ни оди, ке малку тргнеме, застанеме па назад. Така да до година излегувам со идеологии, до каде е Македонија со идеологии. Јас како човек кој со кум лауде успех е завршил Политичката академија за социјалдемократија. Можам да кажам. Дали ти беше првата книга современа социјалдемократија од Нано Ружин? Се најдовте. Тоа беше лектирата. Не, и прекрасна книга. Ја имам дома и кај мене. Зборува за лабористите. Во моје време Нано Ружин беше ексхомунициран од социјалдемократите. Сега гледам има кампања. Сега кажам кога? Кога отиде во НАТО, а Љупче го предложи и после плюваше по Груевски. Па извини Нано, ама не е коректно тоа. Добар лик е Нано Ружин. Мора да заклучиме, да одиме кон крајот. Успешна. Го спомнаме, професорот Ружин ми беше ментор на мојата магистарска тема. Поздрав до него огромен, јас го почитувам навистина господин Ружин. Но не се согласувам со неговите стави. Тоа е особено моменти. Ова за Бугарија што го кажува, јас со Љупчо не согласувам, со кој имам битки, како то. Ама ајде. Но да го тргнеме тоа на страна. Кажавме на почетокот дека ви беше навистина успешна 24-та година. Каква беше за Македонија, ќе видиме по негде у март, ќе знаеме колку расми имале, каков бил бруто домашниот производ и како се раздвижила или не раздвижила економијата, тоа дури во март ќе знаеме. Тоа е проблемот на економијата, е тоа фискалната година мора да заврши прво за да видиме до кај сме стигнале. Но што очекувате во 2025 година? Тоа ќе биде турбулентна година за светот. Имаме еден конфликт во Украина кој светот ќе се обиде да го разреши. Имаме уште еден конфликт на Блискиот Исток. Го реши конфликтот. Имаме најава, не го реши конфликтот. Уште умираат луѓе. Дури не престана да умираат луѓе, не е решен конфликтот. Имаме најава за трговски војни помеѓу Америка и Кина, а можеби помеѓу Америка и Европа. Сигурно нема. Како ние да се, можеби, дури немаме, ќе видиме. Како ние да ги очекуваме овие што да очекуваме во 2025 година? Како да се подготвиме за 2025 година? Може ли 25 да биде поуспешно од 2024 или може да завршиме баш така како Зоран Заев, кој тргна многу јако во 2017 година и веќе следната година економските резултати покажаа дека не ја бива работата. Вака, во комуникација со премиерот, заклучокот е дека претходната власт ја уби надежта кај граѓаните. Дојде до голема разочараност.
а ние како нова власт не смееме да дозволиме да ја убиеме желбата, бидејќи кај граѓаните постои желба да се напредува. Мислам дека со континуирана работа во 25-та година може да се постигнат подобри резултати. Ова го велам не навивачки од политички аспект, реално, и ќе ги дадам сега аргументите. Сузбивањето на корупција е актуелна тема и ќе се работи на тоа. Тоа не многу помпензно како на времето. Очекувам дека тука ќе бидат опфатени буквално сите кои што учествувале во коруптивни сделки. Зборувам и за луѓе од ДУИ и од СДСМ и од ВЛЕН и од ВМРО ДПМН. А и од знам доколку ги има и од левица. Сите кои што се репрезенти треба да бидат подложни на доколку има елементи за сторени кривични дела, злоупотреба и така натаму да бидат процесуирани. Од друга страна, во општините очекувам поголем раст во делот на решавање на комуналните проблеми, зошто бидејќи првпат општините добија посериозни износи на средства од централната власт. Тоа не е децентрализација, но е финансиска помош или субвенција на општините во тешки моменти, бидејќи општините доколку не ви се развиваат, не може да ви се развива ни државата. Тие финансиски моменти ќе дадат инкам на стопанството на локално ниво, особено на градежниот сектор, тие кои што работат во делот на развојот на инфраструктурата или градежни компании. А дополнително се подобрува бизнис климата за странски, а верувам и домашни инвестиции, бидејќи ние во државата имаме и своји пари, не зависиме само од странските пари. Ќе кажам еден пример. Куманово последните 25 години е лидер во Македонија на кешфлоу. Лидер. Па има логика. Самите кумановчани се организира, заминаа во странство, и јас бев еден од нив, за сериозни плати, под високо ниво на ризик, ризикуваа луѓето и заработија пари. Тие пари претходно спомнавте, јас тоа на самиот почеток го објаснив, сега се пласират во погрешна насока. Сега јас како градоначалник ми доаѓаат странски компании да инвестираат во Куманово, особено во делот на енергетиката. Например, во континуитет тие фотоволтаици станат толку актуелна тема. Доаѓаат од Холандија, од Германија, ние имаме пари. Во непосредна средба со мои поранешни колеги, некаде 20-тина, на маса, им напоменав за таа идеја. Луѓето доаѓаат, купуваат земјиште, бараат приклучок на истото земјиште до трафостаница, го уредуваат тоа со ЕВН. Дајте бидете паметни, прагматични, обезбедете одредени средства, другиот дел обезбедете го преку банки и инвестирајте. Ме послушаа, мислам дека имам над 40 инвеститори на неколку локации од наши домашни вложувачи. Луѓе кои што не се некои сериозни бизнисмени, но се организирале, банките ги поддржали, еве ги влегуваат. И мислам дека тој тренд треба да продолжи, но не само во сегментот на енергетиката. Ете, ако направиме анализа каде ние како граѓани ги трошиме на дневна основа нашите пари. Еве, денеска имате 1000 денари во джеп и на крајот на денот немате ништо. Ако сте пушач, прво купувате цигари. Ако не сте пушач, прво купувате храна, па потоа ги плаќате сметките на дневна основа, на крајот си купувате кафенце и тоа е. Значи, храната е иднината, а дополнителниот прилив доаѓа преку ова, компјутерот. Младите луѓе се нашиот потенцијал. Ние треба да бараме начин како да влеземе како држава во инвестиции со странски сериозни компании да инвестираат во високите технологии. И таа проблематика гледам дека и премиерот, а и дел од луѓето околу него ја имаат разбрано и трагаат по такви инвеститори. Секој момент ние како градоначалници треба да го користиме
при нашето присуство во странство, ние сме амбасадори на нашиот град и нашата држава, да правиме такви контакти. Ви спомнав, ме радува фактот дека пред неполни 3 недели израелска компанија дојде и потпиша договор со една од најуспешните компании што произведува во Куманово за извоз на нивни производи во Израел, иако Израел е во војна. А тоа е резултат на моето патување во Израел, кое што го плати американската влада, а не општина Куманово, кај што искористив контакти да представам програми, каталози од неколку мои компании пред израелски стопанственици. Или па другиот факт дека Кумановска компанија направила голем договор за извоз на полупроизводи од македонски челик, произведен во Македонија, за една од најголемите компании во светот која што се занимава со производство на бродови. Тоа е иднината. Значи го имаме силициумот, го имаме каменот, дајте да го стопиме, да направиме полупроизвод или пак готов производ, да го извеземе и да дадеме дополнителна вредност на тоа што го извезуваме. Ние во континуитет како држава извезуваме само репроматеријал. Или пак да извезуваме услуга преку компаниите кои што оформија сериозни фирми во Македонија увезуваат репроматеријал, нешто многу минимално се вградува од Македонија во таа вредност, се додава вредноста на трудот и повторно се извезува и таму ги гледате први како извозници. И тоа е добро, но сега треба да влеземе во втора фаза. Да видиме како тој наш репроматеријал, кој што за жал се уште не е контролиран, колку тоа репроматеријал се извезува од рудниците и така натаму, и колку од тоа сето има државата, тргнувајќи од најпростиот момент, наједноставниот експлоатација на песок и чакал. Имате кражба и експлоатација на тој материјал на сите страни. Ајде да го исконтролираме тоа. Вете, во минатото беше едно, но денеска е веќе друго. Не се само левите и десните. Сега има и нови во овој процес, кои што зема еден инспекторат за животна средина, што ќе се направи увид во тоа. Добро, го имате Министерството за правда. Златев, ја видели формулата како победува Максим Вукуманова? Димитриевски, ја така сватив ви благодарам. Отприлike сме при крај. Да. Пробивме. Ја мислам најдолга емисија. Ми беше чест да ви кажам, еве за крај, ако ми дозволите, би сакал првин да ви се заблагодарам што ме поканивте. Емисијава ви е многу пријатна и многу ми одговара, би седел уште 1 час најмалку, но во оваа прилика сакам на сите ваши слушатели, на сите ваши гледачи да им ја честитам предстојната 25-та година, да посакам првично здравје и среќа во македонскиот жаргон на поздрав, нели, здраво како си, живи здрави, така. Бидејќи тоа е нашиот типичен поздрав, и дополнително да посакам успех и да и посакам успех на Македонија на сите планови, и знам дека Македонија ќе успее, затоа што Македонија има потенцијал и има луѓе кои што може да ја туркаат напред. А на вас исто така и на вашите семејства се најубава 25-та година да се видиме. Максим, секој е добро за тебе семејството и знам и Куманово. Благодарам. Почитувани слушатели, ја ќе работам до вторник, така што ќе ви честитам втора нова година. А не ли по 2 сата само работеш? На 31-ви. Златев, а рети ја да се заблагодарам за честа што ми ја даде 3 месеци, последна емисија. Да. Ти благодарам што единствено ти ми даде чест да ко-водител сум ја во овој етер, и ти благодарам, ти ја честитам новата година, ти посакувам повеќе успеси и да се видиме во следната година. Да се ми жив и здрав, Златев. Сотир, да те поздравам и јас тебе за годинава, со тебе се гледаме по празниците, почитувани слушатели, планираме да направиме мал одмор негде помеѓу Нова година и Божик, да си го споиме сето тоа, затоа што да замараме со политика во тие денови е неодговорно од наша страна. Ние ќе завршиме тука на 31-ви во вторник утрината со Искра, ќе испратиме 2024-та година, за мене едно најужасните години во мојот живот. Се гледаме утре. Ајде си жив и здрав ти и семејството. Милосављевиќ.